Мислам дека за боите не се дискутира исто така како и за вкусот. Мислам дека тоа е една лична работа. Секој се чувствува убаво во одредена боја. Јас на пример преферирам посветли бои, иако да речеме потемните бои сепак прикриваат, нели, во однос на трудните и бремени жени, односно едните мајки. Во одреден месец, нели, веќе почнува да се познава плодот повеќе. Потемните бои повеќе прикриваат. Тие се посоодветни, например, за работно место, иако за летниот период се знае дека посвежите, односно посветлите бои се попрепорачливи. Според временските услови, сепак треба да се прилагодуваме дали нормално, без разлика дали сме бремени или не. Поготово за една бремена жена изборот на материјал е можеби едно од најважните нешта, нели, кога зборуваме за функционалност се разбира. Мислам дека освен удобноста, што треба да се земе како прва, нели, како прва примерна работа, една трудна жена треба да носи претежно природни материјали. Природните материјали се сепак можеби најдобар избор за една бременна жена, бидејќи во таа состојба се чувствува поспецифично од било кога, нели? Синтетичките материјали сепак прават едно непријатно чувство, така што природните материјали секако треба да се примарен избор. Една бременна жена на работа, например, треба исто како и за посебна прилика, например, дали се работи за роден ден, дали се работи за коктел забава, дали се работи за едно обично излегување на кафе со пријатели, значи секако треба да изгледа соодветно. Пред се треба да изгледа пристојно, заради состојбата во која што се наоѓа. Тоа не значи дека не треба да изгледа секси или привлечно, меѓутоа се во граници на некоја нормала се разбира, бидејќи бремените жени сепак имаат вишок килограми, значи треба да се внимава околу тоа, се да не се препокрива жената, нели, меѓутоа пак колку може да изгледа попристојно. Зависи од типот на работа, значи каде се наоѓа, каде работи. Еве, например, јас како моден дизајнер во Елена Лука модното ателје, например, секогаш внимавам за тоа како изгледам. Сепак треба да изгледате и пристојно и во исто време функционално да ви е удобно. Тоа е пред се многу важно, за да може ви да се чувствувате удобно и покрај работните, нели, активности кои што во текот на денот ви се, например, 8 до 9 часа дневно, например. На моделните мајки би им препорачале да уживаат пред се во својата бремена. Значи, како тип на модели може да се избираат 8 функционални, удобни и претежно од природни материјали, значи да одбираат кроеви кои што се подобни за нивната состојба. Се разбира, тоа не мора да значи секојаш да биде сечено од градите надолу во А форма, например. Меѓутоа е препорачливо да им биде пред се удобно и функционално да им биде облеката, отколку да изгледаат некако, например, според светските модни трендови, брендови, како да речем, а да не се чувствуваат како што би требало. Јас работам како дизајнер во Елена Лука, модното ателје, верувам на сите ви е познато. Значи, ние се занимаваме со изработка на венчаници, на вечерни тоалети, на коктел хајдини и на било каков тип на облека, нели, по нарачка се разбира. Имаме и готови парчиња производи кои се продаваат. Имаме работно искуство со трудници. Значи, тоа е многу битен момент да го спомнам. Најчесто правиме за нив, да речеме, и коктел варијанти сме правеле, значи венчаници доставаме нарачки за трудници, значи за бремени жени кои што ги правиме. Тие се специфични, обично препорачуваме, значи, квалитетни материјали кои што се природни пред се, значи свила, имаме во различни бои, тоа е многу важно да се спомена, значи има варијанти, сме работеле, значи, со трудници.